Почитувани гледачи, добро вечер. Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Денеска некаде по 14 часов и 30 минути избувна пожар помеѓу зградата на управата за јавни приходи и хотел Фени во Кавадаци. Гореше сува трева, а единицата за противпожарна служба во Кавадаци навреме интервенираше и пожарот е навреме локализиран. За деталите кои се причините за настанувањето на пожарот и која е причинетата штета, ќе имате информации во утрешното издание на вестите. Успешна година за овоштарите. Годинава родот на праски беше квалитетен, а овоштарите генерално задоволни со просечната цена. Ова е оценката на градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов за годишнава реколта на праски. Нема задоволен земјоделец кога е во прашање трудот негов, значи не можеш да го измериш, но Росоман, колку и да сакаме да кажуваме дека не е добро, во Росоман се гледа тој позитивен тренд од овоштарство, односно од праските. И негде во консултации со откупувачите, значи стоја дека во просек праската му испадна дека ја платира по 20 денари од 1 килограм. Во првите сорти и до 30 дешевно, сега и до 15, значи просечно 20 денари за килограм. Според она што јас како градоначалник во разговори со сите нив, скоро сите стоат на станиште дека 20 денара е откупот. Лошата варијанта за ова година што помина лошо земјоделци беше она праска која што е мека и која што лани се откупуваше за 7 денара за килограм, ова година оде на 4 денара. Зборував на една телевизија благодарение на монополот кој што самата фабрика го одреди преку откупувач од Ресен, значи ја намали цената на 4 денара и тоа е неблагодарна цена, односно е многу дури понижувачка, но за тоа кажав дека верувам дека во блиска иднина веќе се работат плански документации за две фабрики кои што ќе произведуваат не џус, него база за производство на џус, значи од праската, ќе имаме можност да конкурираме на овој монополски однос на фабриката во Мралино. Мислам дека сега Нектар ја има, понапрешен фруктал, сега Нектар има, и дека и ова конкуренција што мислиме да донесеме, значи ќе ја крене цената на ова праска и до 10 денара, а тоа е веќе задоволителна цена на овие 15 денара кои што се сега. Инаку таа праска која што се фрла на 4 денара е навистина дури, ајде да не речам да не ја носиш. Имаше две-тројца кои што дури мислам две-тројца од откупувачите воопшто не ќе да работат за тие 4 денара, затоа што рекоа дека имат и самите трошкови од луѓе да ја префрлат, да ја пренесат. Другата работа која што за праската е добра, значи при крај очекуваме да се повтори ланскиот род и покрај тоа што на два пати во 2-3 региона зафати град и имаше неквалитет доста во еден дел ки што е изолирана, но си најде пласман па во Албанија, во Косово, во Македонија, каде што јако е удрена праската, знаа дека ништо не представува тоа. Знаете, другите пазари кај кога извезуваме не сака такви, значи сепак сакат убава праска и нормално да е така. Значи 12-13 откупни пункта се уште вршат откуп на праска, на слива, на јаболка и на се оно што се произведува и верувам дека така ќе продолжат до крајот и до последната праска. Ни остануваат уште две сорти, риосе, джем, петрички, едни ги викат, кои што и до септември веќе во првата половина на септември се берат и со тоа после завршувањето на сето ќе сумираме дали сме го повториле ланскиот род или сме тука некаде по окажувањата, јас кажав, покажувањата на откупувачите негде сме исто на ланскиот род. Одржан петиот координативен состанок и доделени се сертификатите од одржаните семинари во рамки на проектот Ценет. Денес во просториите на општина Демир Капија се одржа петиот координативен состанок од проектот Ценет, проект финансиран од ИПА програмата за меѓугранична соработка на Европската унија. На состанокот присуствуваа представници од општина Демир Капија, а исто така и партнерите од Стопанската комора на Флорина, Република Грција. На состанокот се отвори дискусија за досегашните резултати од проектот Ценет.
Потоа представниците од општина Демир Капија и Флорина се упатија кон Домот на културата, каде што градоначалникот Трајче Димитриев пред присутните одржа говор за значењето на проектот Ценет. Горд сум што реализиравме еден ваков проект кој ќе придонесе како за развој на општина Демир Капија во Република Македонија, така и за развој на Флорина во Република Грција. Проектот Ценет е финансиран од ИПА, програмата на Европската Унија за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција, односно општина Демир Капија и Стопанската комора на Флорина. Вредноста на проектот е во износ од над 300.000 евра. Нашата општина, заедно со нашиот партнер, Стопанската комора на Флорина, има заложба за развој на алтернативниот туризам, преку кои би се промовирале културните вредности и обединувањето на трите клучни фактори, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од повеќе држави, се со цел да се развијат економиите на нашите држави, преку создавање на заеднички, а зошто да не кажеме и уникатни туристички производи. Една од активностите на проектот е формирањето на фондацијата која ќе работи за потребите на центарот. Фондацијата Ценет веќе е формирана, а во управниот одбор е вклучен и член од Стопанската комора на Флорина. Се надевам дека соработката со Стопанската комора на Флорина ќе ја продолжиме успешно како во овој проект, така и со реализирање и на другите понатамошни проекти. Пред присутните се обрати и председателот на Стопанската комора на Флорина, господин Сапалидис Савас. По одржаниот говор, градоначалникот им ги додели сертификатите на лицата кои присуствуваа на одржаните 8 семинари кои се дел од овој проект. Потоа присутните се упатија кон Центарот за едукација и вмрежување во туризмот. Општина Неготино се збратими со општина на Джиката, Унгарија. Делегација на општина Неготино, предводена од градоначалникот на општината, советот, представници на локалната општинска администрација и културно-уметничкото друштво Јане Сандански Неготино од 17 до 22 овој месец ја посетија општина на Джиката, Унгарија. Во рамките на официјалната посета, општина Неготино потпиша официјален договор за збратимување со општина на Джиката од Унгарија во присуство на амбасадорот на Република Унгарија во Република Македонија Јожеф Бенце. Посетата беше збогатена со настапот на културно-уметничкото друштво Јане Сандански, кој се представи на интернационалниот фолклорен фестивал, што се одржа во општината на Джиката, каде учество земаа и културно-уметничките друштва од Шпанија, Грција и Словачка. Средбата покрај официјалното потпишување на договор за збратимување беше искористена и за размена на информации за можностите за понатамошна соработка на различни полиња на делување на општината, како култура, спорт, бизнис и заедничко аплицирање на проекти помеѓу градоначалниците на двете општини. Велешани на летна крводарителска акција дарува вкупно 308 крвни единици. Ни топлото време, ниту годишните одмори не ги спречија Велешани да се одзват на традиционалната крводарителска акција и да ја покажат својата хуманост. Вчера во градската библиотека вкупно 308 граѓани дојдоа и даруваа крв. Градот не успеа да го урне ланскиот рекорд, кога на акцијата беа собрани 323 крвни единици, но од годинешниот резултат се презадоволни како од Институтот за трансфузиологија во Скопје, така и Велешкиот Црвен крст. Им благодариме на нашите сограѓани, тие секогаш умеат да ја покажат својата хуманост. Така беше и на оваа акција, кога покрај топлото време тие доаѓаа и чекаа во ред. Годишните одмори најверојатно спречија дел од нашите редовни крводарители да дојдат и да даруваат крв. Ние сме задоволни, рече секретарот на општинската организација на Црвен крст Велес Миле Маџаров. Годинешната летна крводарителска акција во Велес траеше 2 дена. Крв се даруваше во време траење од по 4 часа. Во средата крводарителите даруваа 173, а вчера 135 крвни единици. Оваа залиха на крв ќе биде однесена за Скопје и ќе се користи за потребите на болниците во главниот град.
Најмалку 30 дена поминати со практична настава е обврската на македонските студенти, но колку тие и компаниите наоѓаат заедничко. Компаниите со став дека студентите немаат интерес, а тие пак дека компаниите не им врнуваат внимание. Македонските студенти се обврзани најмалку 30 дена да поминат практична настава во некоја компанија, но проблем е што целиот процес не се контролира добро од страна на факултетите. Оваа обврска што треба да им ја помогне на студентите за стекнување практични вештини често е само проформа или се сведува на потпишан лист хартија кој само им обезбедува виза за следниот семестар. Студентите се жалат дека во компаниите често не им се посветува внимание. Доволно е само да се појават во текот на денот, а на крајот ќе добијат потврда дека посетувале практика. Студентите раскажуваат дека како поминува практиката најмногу зависи од компаниите и дека потребна е поголема контрола од страна на професорите. Професорите пак и деканите објаснуваат дека студенти може да одат на ваква настава само кај компаниите со кои потпишале договори, дека во секоја има ментор, некој од вработените кој е одговорен за студентите. Инаку задолжителната практична настава важи за студентите што се запишани во академската 2009 година. Според законот за високото образование, студентот во секоја студиска година треба да посетува практична настава најмалку 30 дена, како услов за запишување следна академска година. Например, студентите од Земјоделскиот факултет од Скопје практична настава може да имаат во приближно 100 компании, меѓу кои млекарници, винарници, фабрики за добиточна храна, како и во прехранбената индустрија. Деканот Драги Димитриевски вели дека мрежата на соработка со компаниите се проширува и кај нив има интерес да обезбедат практична настава за студентите. Од Центарот за кариера при Економскиот факултет објаснуваат дека секој студент има ментор професор кој го испраќа во некоја компанија, а таму има друг ментор вработен во истата кој го контролира. Дека има и успешни приказни со студентската практика, потврдуваат студенти од катедрата по психологија на Филозофскиот факултет. Тие задоволно раскажуваат за одличниот прием низ општите болници, од каде секако стекнале одредено искуство. На крај по се изгледа. Се зависи од договорот помеѓу студентите и компаниите, но клучна сепак е волјата на студентот. Се уредува просторот околу детската градинка Фемо Кулаков во Неготино. Дел од вработените во двата клона Пролет и Мајски цвет при детската градинка Фемо Кулаков од Неготино веќе неколку денови се работно ангажирани во делот на уредувањето на просторот околу оваа воспитно-образовна установа, како и на извршување интервенции за фарбање и подновување на постоечките огради. Меѓу другите активности се врши чистење и хортикултурно средување на околниот простор, косење на тревата и кроење на крошните од постоечките дрвја, како и метење на просторот околу двата објекта на градинката. Исто така се расчистува и присутниот отпад, се во насока на комплетно уредување на целокупниот простор со единствена цел што поподготвено да се дочекаат досегашните и идните дечиња кои престојувале и ќе престојуваат во еден од двата клона на неготинската градинка Фемо Кулаков. По повод денот на пензионерите, 20 септември, Сдруженијето на пензионери Кавадарци со награден конкурс на тема "И староста е убава". И староста е убава е темата на наградниот конкурс кој во пресрет на 20 септември, денот на пензионерите, денеска го распиша Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Официјално заинтересираните од 25 овој месец ќе можат своите литературни дела да ги доставуваат во Сдруженијето, но ќе треба да се запази крајниот рок 13 септември по кој конкурсот ќе биде затворен. На конкурсот ќе можат да учествуваат пензионери на Сдруженијето, старосни и семени од Кавадарци и Росоман. Условот за учество е песната со која ќе се пријават на конкурсот да не е пократка од 25 стиха и не подолга од 40
самиот стих, а авторот на делото треба да се потпише со шифра. Од Сдруженијето на пензионери кавадарци информираат дека пристигнатите песни на конкурсот ќе ги оценува жири комисија која ќе додели 3 награди. За најдобрата или првонаградена песна Сдруженијето обезбедува 1500 денари, за второ наградената 1000 и за трето рангираната песна 500 денари. Песната која ќе ја понесе титулата најдобра ќе биде прочитена и на свечената манифестација што ќе биде организирана во рамки на 20 септември, денот на пензионерите. Од Сдруженијето појаснуваат дека авторите учесници во конкурсот авторството ќе го докажуваат со свој втор примерок. Синоќа во Неготино во Центарот за култура отворена беше изложбата на Велика Глигорова. Мртвата природа на Велика Глигорова изложена во Неготино. Ликовните дела на сликарката и пензионирана наставничка по ликовна култура Велика Глигорова од Неготино синоќа беа изложени во фоајето на Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино. Изложбата ја отвори сликарот Кире Јанев, а свој придонес даде и поетесата Менча Пендева, која што интерпретираше сопствена поезија посветена на сликарката Глигорова. Сликарката рече дека ја инспирира мртвата природа, дека по потреба го менува својот стил, но секогаш им се враќа на специфичните македонски градби кои што носат големо културно богатство. Таа нагласи и дека манастирите и се слабост и дека најмногу нив сака да ги слика, како што можеше и да се забележи и поголемиот број на изложени слики со манастири. Инаку синокешната изложба се одржа во рамките на втората фаза од традиционалниот проект Топол културен бранд 2013, а во организација на Министерството за култура, Општина Неготино и Центарот за култура Ацо Ѓорчев. Децата од Возарци се вратија од организираното бесплатно летување на Пелистер. Децата од кавадаричкото село Возарци се вратија од бесплатното летување на Пелистер. Летувањето кое по трет пат во рамките на проектот на владата го финансираше Министерството за животна средина, го организираше еколошкото друштво Тисовец од ова село. Станува збор за 40 деца кои имаа можност бесплатно да летуваат. За 30 од нив парите ги обезбеди Министерството за животна средина. Во овој проект по втор пат се вклучува и Фени Индустри како најголем стопански субјект во регионот. Компанијата донираше средства за летувањето на 10 деца. Истовремено ги поддржува сите наши активности, па се надеваме на понатамошна соработка со нив, нагласи екологистот Сашко Данов, председател на ова друштво. Данов изрази задоволство од организирањето на летувањето за децата кои на Пелистер ги посети и министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми. Планинарите на планинарското спортско друштво Урле Кавадарци го искачија највисокиот врв Лисец на планината Плачковица. Планинари на планинарското спортско друштво Орле од Кавадарци се искачија на највисокиот врв на планината Плачковица, врвот Лисец, висок 1754 метри. Ова денес го соопшти планинарот Блаже Мелов од ова друштво. Искачувањето на врвот беше организирано од планинарското друштво Бел Камен од Радовиш. Имаше околу 150 планинари од цела Македонија. Навистина беше прекрасно да се биде дел од оваа акција во која планинарите се дружеа меѓусебно и разменија мислења во врска со планинарењето кое е се поинтересно за луѓето од сите возрасти, нагласи Мелов. Планинарско-спортското друштво Орле постои повеќе од 50 години и во своето досегашно работење постојано се истакнува со своите активности кои го промовираат планинарењето. Во редовите на друштвото се истакнати професионалци, но таму секојаш има место и за планинари аматери и за сите оние кои ја сакаат природата. Македонската кошаркарска репрезентација во подготовките за Евробаскет од 2013 досега одигра 7 контролни надпревари, на кои забележа само една победа, а 6 пати е поразена. Последната двојна лекција избраниците на македонскиот селектор Алеш Пипан ја добија од актуелниот европски првак Шпанија. На вториот тест во Леон Македонија загуби убедливо со 77:55, што не беше случај во првата контрола со Црвената фурија 66:61. Со тоа македонскиот тим има најлош скор во подготовките од тимовите што ќе настапат во групата на првата фаза на Европското првенство во Словенија од 4 до 22 септември. Во досегашните тест дуели Литванија изгледа најимпресивно со 6 победи без пораз. Србија има 7 победи и 1 пораз,
Црна Гора има 3 победи и 1 пораз. Летонија има 4 порази и 2 победи, а Босна и Херцеговина 3 пораза и само 1 победа. Резултатите од тези дуелите не мора да значат и најава за лоши резултати на Европското првенство, но би звучало по-оптимистички и самоуверено доколку во следните 3 дуели македонскиот тим обезбеди позитивни резултати пред да стаса во Словенија. Селекторот Пипан истакнува дека резултатите на тест мечевите не се толку важни, но тоа особено важи во првите 2-3 дуели. Треба да се спомене и дека Македонија во преднадпреварите и пред Европското првенство од 2011 немаше импресивен скор, па затоа успеа да го освои 4-то место. Денеска Македонија во Улм почнува со настапите на турнирот, на кој учествуваат Грција, Босна и Херцеговина и Германија. На почетокот Македонија ќе ги одмери силите со Грција. Репрезентацијата на нашиот јужен сосед успеавме да ја победиме на Евробаскетот во Литванија. Во преднадпреварите грците одиграат досега 4 меча и на сите победија. Утре македонскиот тим игра со Германија, а на последниот ден од овој турнир во Германија се среќава со Босна и Херцеговина. Од понеделник температурите ќе се искачат и до 37 степен, а затоплувањето ќе почне од викендов со високи температури. Утре температурата ќе се движи од 24 до 35 степен. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.